На 2000 миленичиња во Штипско примиле вакцина против беснило. Зголемена е свеста кај сопствениците на домашни миленици за ризикот и последиците од оваа опасна болест, доколку навреме не се превенира, велат ветеринарите. Во Штипската ветеринарна станица потврдува дека болеста е искоренета, но дека обврската за вакцинирање против беснило е задолжителна со закон. Бројката со која оперираме за вакцинирани кучиња на општина Штип и Карвинци изнесува негде околу 2200 кучиња. Секоја година сите оние држатели на куќни љубимци си стојат на своето дека едноставно морат да го преземат, да ја направат превентивната заштита, тие ги донесуваат своите куќни љубимци оде во ветераната станица и ги заштитуваат. Ризикот од појава на вирусот е контактот со дивите животни кои се носители на вирусот, најчесто тоа се лисиците, куните, а во последно време и чакалите. Непосредно преку ловџиските кучиња може да се пренесе и да биде фатален и за човекот. Укасувањето на лисицата на Загорот со 100% може да потврдиме дека во колку е таа болна, со сигурност можеме да потврдиме дека таквата единка се во моментот заразува 100%. И автоматски при таквата појава, внесувањето на таквите животни во урбаната средина може да доведе до појава на беснило и како кај животните, така и кај луѓето. Станува збор за зооноза, опасно заболување кое се пренесува од животно на човек, а последиците се фатални. Последните случаи на беснило во државата беа регистрирани пред 4 години, кај отстрела на лисица во Велешко и мачка во родовишкото село Јаргулица. Денеска е светски ден за борба против беснилото. Од Штипското ловно здружение вела дека не е регистриран случај на болеста кај штетниот дивеч. Според ловците, чакалото е потенцијален носител на болеста беснило, кој засега се испитува само на примероци кај отстрелани лисици и побара од надлежните да дозволат негов отстрел и земање на мостри за анализа.